Седнете во седачка позиција. Торзото е исправено, дланките се ставени на нашите колена, телото е целосно присутно. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и вниманието го носиме внатре во себе. Вдиши бавно преку нос, издиши. Осети го телото. Осети го своето постоење сега и тука. И вниманието однеси го кај твоето срце. Започнувајќи да наблюдуваш како полека чука. Или пулсира. Потоа вниманието полека го носиме на нашиот врат и нежно ја спуштаме брадата доле, главата ја спуштаме доле и почнуваме со нежни кружни движења во правец на стрелките на часовникот. Убави нежни движења. Па одиме од другата страна. Супер. Малку подрашири ги нозете. Дланките ги ставаме на нашите колена. Со издишување се вовлекуваме внатре, брадата вовлекуваме внатре и ребетниот столб надвор го извадиме. Со вдишување отвори го градниот кош, подигни брада нагоре, исправи се убаво, издиши, вовлечи се внатре. Како се буквата ребетниот столб прави. Вдиши, подигни се, издиши. Повлечи, вдиши, подигни. Уште еднаш. И потоа држејќи ги страните, одиме лево, десно, како тик, так, тик, так, тик, так. И нежни притисоци на колената, напред, кружни движења, ослободување на тензија доле во карлица, од назад кога не се придржуваш за колената, напред притискаш со рацете. Од спротивна страна. Супер. Поли нозе, потреси, секмаш потреба. Сега ќе станеме. Да видам како ми е ова. Ако го направам да видим подалеку. Далеко изгледам. Застануваме на десниот крај на нашето чирдиче. Денеска е млада месечина. Ќе поздравиме поздрав на месечината. Со вдишување двете раце високо горе. Дланките ги спојуваме и го се истекнуваме до својот максимум. Одиме кон десно. Врати се во центар, кон ливо. Врати се во центар. Направи голем расчекор со твојата лева нога и влегуваме во кралица. Се ќе правиме варијанти од поздрав на месечината. Лактите на кралица треба да се на исто ниво со твоите рамења. Значи не вака како што ми беа, туку вака. Чин мудра. Лево, десно, малку носија тежината. Лево, десно, нагоре, надоле, направи 10 пати.
Исправи колена, погледни кон лево, триаголник, спушти раката доле, десна палото, десната е горе, позиција на триаголник. Позиција на пирамида, ги вртиме двете стапала кон лево, рацете се на подот, колената се исправени колку можеме, треба да се исправени, меѓутоа ако не можеме се подсвиткани. Од тука влекуваме во јавач. Позиција на јавач, путни ногата поназад, таа што ти е позади, за да можеш напред-назад да одиш. Потоа застануваш на твоето десно колено, десното колено ми е овде. Двете раце на твојата глава во позиција на молитва и стигни се убаво. Остани така. Спушти ги рацете долу на подот и изротирај целосно кон десно. Левата нога ми е свиткана, десната е исправена, како Спајдермен. И треба со петата да буткаш таму. Па потоа менуваме страната, сега одиме од другата страна, притисни. Одлично. Пирамида, изротирај кон десно и подигни се горе во пирамида, задникот горе, нозите горе, прстите паќаат доле. Сега фати го твоето десно стапало, левата рака нека оди горе, колената исправени, позиција на триаголник. Јавач. Крајца. И сега ќе се испуштиме раците на колената. Ќе направиме едното рамо оди надоле, другото нагоре, па едното оди надоле, нагоре, значи во ротација на рветен столб. Отлично. Исправи се соберија десната кон левата, завршуваме од левата страна на чергичето, двете раце на твојата глава, истегни се до максимум, кон десно, кон лево. Ова беше десната страна на телото. Се годиме обратно, со вдишување двете раце одат високо горе, позиција на молитва на твоето тело и стигни се кон десно, кон лево. Потоа правиме голем расчекор со нашите нозе и пак доаѓаме во кралица, за да не остануваме во истата позиција, ќе правиме нешто различно. Пушти ги рацете доле до подот, тежината е на бедрата, така, со вдишување качи се, стегни го задникот, вовлечи го стомакот. Издиши, клекни, допри доле, вдиши, подигни, стегни. Океј. Од тука одиме воин, триаголник, без да ги виткаме колената, пирамида, лево колено напред, десното колено напред, од се секој одиме напред, назад, се раздвижуваме во секоја позиција па странично, ако ви одговара лево, десно. Спајдермен. Добро. Префрли тежина на друга нога. Изротирај
кон лево, бутни напред со колкови, па бутни назад. Исправи ја твојата лева нога ми е напред, десната е свиткана. Бутни напред, бутни назад. Супер. Подигни го задникот во пирамида. Лева нога на лево стопало, десната е горе. Триаголник. Воин. Кралица класична. Ама спушти се до доле сега. Исправен грб. Остани. Исправи соверија десната кон левата. Раците на твојата глава и стигни се кон десно и кон лево. Полека, 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 спушти ги рацете. Остани така малку, освети ја позицијата. Протреси телото ако имаш потреба. Можеш да седнеш на под. Можеш да седнеш на под. Сидечки став сме. Ќе направиме превртена буква А, значи најпрвен, со дланките ги држиме бедрата, грбот е исправен, подколениците се паралелни со подот и во оваа позиција тежината е доле на седалниот дел, на опавчето, грбот е исправен. Видете дали можете без раце да се држите во оваа позиција. Океј, ако да подигни ги колената горе. Сега како превртена сме целосно. Истото важи со подигнати ноза, ако можете. Океј. И сега со твоите со прстите фати го палецот на десната и левата нога и подигни ги твоите нозе горе, расширја крлицата, исправен грб цело време. Отпушти се. Можеш да легнеш со грбот сега на подот и усети, ако ги приближиш колената кон тебе, целиот грб ќе ти биде залепен и нежно лево-десно ги носиш колената, да го излансираме грбот, да го слободиме кичмата. Твоите раце може да се расширени, може да се позади главата. Плешките важно е да се залепени на подот. Сега подлабоко пушти ги нозете да стапнат кон подот. Одлично. Подигни ги горе стапалата, ротација на зглоб на стапала. Се извинувам. Ротација на зглоб на стапала, прсти пета. Можеш како да, нели како деца кога се играме со нозете, малку да ги активираме, да ги ослободиме. Денеска е нов ден, следи викенд пред нас. Одлично. Дојди во седечка позиција. Стабилизирај го телото. Стабилизирај го твоето дишење. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме и како што ќе издишиш, ќе влезеш во себе. И обиди се внатре во себе како влезиш.
да го најдеш оној дел во тебе кој што се чувствуваш да си добра или добар. Ние сме составени од многу делови внатрешно. Тие се поврзани со нашите улоги, со нашите лица кои што ги имаме. Но таму внатре во нас некаде се наоѓа еден дел од нас, едно лице, една личност, можеби, во која што се наоѓа целата сила и ресурс што го имаш и кој што ти помага да полесно ги поминуваш сите предизвици во кои што се соочуваш или си се соочувал. Најди го внатре во себе тој дел, таа твоја сила, па може да ја представиш во боја, во некаков облик, во облик на животно, што и да ти доаѓа. Но внатре во себе најди го овој дел од тебе, оваа твоја сила. И види се себе си со таа внатрешна сила, со тој твој ресурс. Што си можеш да направиш? Колку си силна или силен? Види се себе си. Како одиш низ денешниот ден, низ животот? Свесен, свесна за овој твој внатрешен ресурс. Може да е тоа некоја твоја вредност, не знам, честност, истинитост, ама дај и облик, дај и лица. Кој сега каде во твоето тело ќе распределиш, ќе расшириш оваа твоја сила, овој твој ресурс. И полека со вдишувањето и издишувањето тоа направи го. Дојди во центарот, во твојот центар. И од тука целосно прифаќајќи ја прифати ја својата сила, својот ресурс, види го, дај му признание, уважи го. И договори се заедно од сега натаму да функционирате и работите, без да се игнорирате еден со друг. Полека вниманието стави го на твоето дишење. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, телото го отпуштаме, скалпот го пуштаме, главата. И од тоа чувство на мир, на сила, на внатрешна сила и ресурси дека ги имаш, посакувам убав ден, убав викенд. Ќе ви пишам во групата за нашата наредна група и нареден час. Бидете добри, ви благодарам што бевте со мене на овие утрински јога ритуали, кои што освен за вас и за мене беа навистина многу ми се допаѓаат утринскиве вежби, бидејќи прават едно раздвижување, фокусирање на целата наша енергија и почнување нели на денот, отварање на убав начин денот. Бидете поздравени сите. Биби, фала на посветеноста. Секое утро да вежбаме. Фала ти, Надица. Фала ти стварно.
затоа што и мене исто како и вас, нели? И мене 100 работи ми се случува овој месец. Да, Ама да. ми е некако како точка на тоа се прави, Да ни тргне денот. Да, баш е така да ни тргне денот. Така, Фала и најдобро, многу. пријатно, чао, поздрав.